Добар ден, почитувани гледачи, отворена тема на Ирис телевизија сте среда, денешно издание 20 април 2016 година. Јас сум Зоран Зарински во регионалниот магазин Отворена тема. Денеска гостин со мене и со вас првиот човек, председателот на Движење на екологисти на Македонија, Миран Митревски. Добро дојдовте, господине Митревски. Добро ве најдов. И благодарам што дојдовте пред малку во студио со многу работни обврски поврзани со Движењето на екологисти на Македонија. Дојдовте директно од Каменица, таму живеете, меѓутоа действуваме од Македонија, од Скопје, и честитки ми кажавте кога дојдовте во студиото дека Движење на екологисти на Македонија има канцеларија. Ајде за канцеларијата. Прво благодарам на поканата. Движењето на екологистите на Македонија во периодот на 2015 ја останавме без канцеларија, затоа што на канцеларијата кај што ни се наоѓаше на улица Васил Гавинов ќе се гради ново училиште и така тие бараки беа срушени. По иницијатива на председателството на Движење на екологистите побаравме состанок со Советот на општина Центар за да ни одобрат нова канцеларија и за да почнеме да работиме активно. Значи, денеска добив една информација дека од наредната недела Движењето на екологистите може да се сели во новата канцеларија која ќе се наоѓа во катната гаража на трети кат спроти Македонска радиотелевизија. Одлична вест за сите друштва, за сите екологисти и членови на Движење на екологисти на Македонија сега ќе имаат свој катчот каде ќе действуваат. Вие ќе бидете, само предпоставувам, многу почесто и ќе има и кој да ве заменува, не? Па да, сега со вселувањето во новата канцеларија веќе ќе настапуваат и повеќе друштва од Скопје, каде ќе бидеме заедно во канцеларијата и планираме да поставиме лице кое ќе е нон-стоп ангажирано во канцеларијата и ќе имаме контакти со сите друштва кои се членки на Движење на екологистите на Македонија. Господин Митревски, ова година Движење на екологисти на Македонија прослави јубилеј 25 години. Јубилејот беше, јас бев присутен таму, давав извештај, да одлично организиран од ваша страна од Движењето. Задоволни сте од одзивот на оние кои сепак нели императивна им е екологијата, и што понатаму, кои се плановите, која е стратегијата или програмата за работа на Движење на екологисти на Македонија? Значи, оваа година прославивме 25 години од постоење на Движење на екологистите на Македонија. Значи, екологистите на Македонија се формирани 1990 година во Скопје од трите еколошки друштва, и тоа еколошко друштво Молика Битола, еколошко друштво Вила Зора од Велес и еколошко друштво Опстанок. Тоа беше иницијативата нивна, така? Да, и така се формира Движењето на екологистите на Македонија, и од тогаш се учленуваат повеќе друштва на целата територија на Македонија. На мен ми припадна таа чест, како нов председател на Движење на екологистите, да направам јубилејната средба 25 години на Движење на екологистите на Македонија. Колку брои оваа чатар организација членки? Моментално Движењето на екологистите на Македонија брои 14 членки, 14 друштва, но имаме иницијатива и за уклучување на нови членки кои сакаат да се приклучат на Движење на екологистите на Македонија. Така. Вие имате една мисија, тоа го најавивте и на членувањето на одбележувањето на јубилејот 25 години на Движењето на екологисти на Македонија. Најавивте дека оние членки кои не се активни ќе ги посетувате, ќе реализирате ли тие активности, каков е одзивот, каков е интересот за членките кои помалку не беа активни во движењето? Па, значи во 2016 година јас ги посетив скоро сите еколошки друштва во Источна Македонија, и каде ги видовме капацитетите на сите друштва, колку се нивните можности, како можат да действуваат, дали се опремени со канцеларија, дали имаат членови, дали имаат помладок, и сето тоа до некаде сме задоволни според ситуацијата во Македонија што е, а во месец мај планираме да ги посетиме друштвата во Западна Македонија и со нив да контактираме и да видиме нивните капацитети и располагање со членство на друштвото. Генерално гледано, имаат ли оние, барем кои се членки во чатар организацијата на Движење екологисти на Македонија, основни ресурси за функционирање? Ваше прво видување или информациите кои ги имате пред да бидете председател? Па, при самата посета, значи на друштвата, видовме дека некои делови од друштвата се многу јаки на локално ниво и действуваат многу успешно, имаат и големо членство, но некои од друштвата моментално
се во мирување, не се активни и со самата подкрепа дека ДЕМ повторно ќе се обнови, дека повторно ќе работиме активно и дека формираме тим за активна работење, гледаме дека се јавува интересот повторно да се активираат. Значи, ова значи дека ќе се погрижите вие како професионалисти на движењето да ги вклучите и берем да ги опремите со основни оние средства кои ќе има такви веројатно проектни активности, планирате, така? Па ние сега моментално работиме на 3 проекта за црствување капацитетот на мрежата, на кои се надеваме дека ќе ги добиеме и со тоа ќе поделиме по неколку грандове на нашите друштва и со тоа ќе се подигне капацитетот и моралот за работа кај еколошките друштва. Господин Митревски, главните финансиери, главните средства, каде е планот, да речеме ове за оваа година, кои финансиери сте насочени или очекувањата кој ќе сака да инвестира или да помогне во екологијата како императив за живење во Македонија, бидејќи многу средства од европските фондови, од светските фондови, од почетокот на наше демократско плурално општество беа поделени токму за еколошки проекти. Продолжува ли таа насока, очекувате ли поддршка од министерство, од фондации? Па ние се надеваме дека веќе соработка со Министерство за животна средина имаме добра соработка и се надеваме дека во иднина ќе продолжиме. Исто така со меѓународните фондове, каде аплицираме, каде ДЕМ и членка на меѓународната организација Friends of the Earth International. Значи, досега имаме со нив соработено 2 проекта и се надеваме дека во Македонија ќе имаме повеќе активности и повеќе проекти. Така, постојано гледачи, вие сте во отворена тема, регионален магазин на Ирис телевизија, а отворени се телефонските линии доколку сакате да бидете дел од денешното издание отворена тема, 612 313, 612 314 се отворените наши телефонски линии. Гостин со мене и со вас во отворена тема е председателот на Движење на екологисти на Македонија, Миран Митревски. Во режија, секако да кажам, Петар Черкезов, Теодор Косакацки, Дарко Донев, момците се задолжени за се да биде спакувано како што е спакувано и доколку изразите желба да бидете дел од дизајнот на отворена тема, тие ќе поврзат отворено во студијна тема. Повторно 612 313, 612 314. Господин Митревски, ајде малку за како, нели, кажавме 3 друштва дадоа иницијатива, другите се од кога другите се приклучат кон Движење на екологисти на Македонија и да подсетиме дека тоа функционира и со посебен огранок на ДЕМ млади. И активни ли се ДЕМ младите или како понатаму развојот дојде и кои се иницијативите на ДЕМ младите? Дали отворено е движењето за учество на млади членови на млади екологисти? Значи, ДЕМ млади се формирани 1994 година во склопот на Движење на екологистите на Македонија и во секој еколошко друштво беа формирани огранаци на ДЕМ млади. ДЕМ млади успешно работеше во претходните години, но последните 4-5 години немаше активност. За да ги активираме младите, оваа година планираме да направиме екокамп во Македонски Брод, каде ќе бидат ангажирани млади членови од еколошките друштва што се членки на Движењето на екологистите на Македонија. Кога сте веќе кај екокамповите, има ли план Источна Македонија исто така со екокамп? Бидејќи има и многу проблеми и многу места. Има ли некоја алтернатива и овде за овие млади да се организира? Знам дека таму учествуваат членови од сите организации во Република Македонија. Меѓутоа, дали Источна Македонија офатена со таква активност? Па сега првиот камп го планираме во Западна Македонија затоа што има големо искуство, има работено, а во наредната година планираме веќе да направиме во источниот регион на Македонија, дали тоа ќе биде Македонска Каменица, Штип или некој друг град, со искуство што ќе го исцрпиме од Западна Македонија, ќе направиме некој добар камп исто така. Така. Напоредно на тоа, вие најавите на одбележувањето на 25 години јубилеот на Движење на екологисти на Македонија дека ќе организирате трибини, средби, други проектни активности, односно нема да ги оставите на мира институциите, се со цел подигнување на свест или едукација кај младите. Ќе работите ли на такви проекти? Па ние веќе почнавме разговори со професори од институции, од факултети, да ги одбереме темите на кои ќе ги правиме трибините и симпозиумите
и мислам дека првата трибина ќе почне од Македонска каменица, ако се сите сеќаваме 2003 година од еколошката катастрофа, што беше и да видиме последиците после 15 години какви се во Македонска каменица. Значи од мојот роден град, од каде потекнувам, ги знаете и проблемите там. Да, и првата трибина значи ќе почне од Македонска каменица. На кои други теми планирате трибини да организирате? Па сега актуелно во Република Македонија се регионалните депонии, што се планирани да се отворат во Кавадарци, Карбинци, во Куманово и во Западна Македонија. Планираме една тема, една да биде и депониите, исто така една актуелна тема е загадувањето на град Скопје, која планирам исто да одржиме во Скопје една трибина, и тоа ќе биде после летниот период. И за проблемите што се јавуваат за екологијата во Источна и Западна Македонија околу уништувањето на дрвата, уништувањето на зеленилото, уништување на биодиверзитетот комплетно, за да ја подигнеме малце и свеста кај граѓаните. Кога рековте биодиверзитет, понатаму ќе ве прашав, но морам сега. Вие сте актуелни претседател на еколошко друштво Здравец 2002 во Каменица, меѓутоа сте раководител на проект поврзан со биодиверзитетот. Ајде малку поопширно за проектот, кој опфаќа се денес имавте ревизија, помина се добро? Па да, помина ревизијата одлично. Значи еколошкото друштво го доби проектот заштита на биодиверзитетот на Осоговските планини кон врвовите Руен и Цареврав. Исто така еколошкото друштво е организатор на многу како меѓународни и регионални средби. На Руен организираме сека година традиционална меѓугранична средба, каде организатори се туристичко друштво од Ќустадил, планинарско друштво од Руен од Паланка и еколошкото друштво од Македонска каменица. Исто така организираме и на Цареврав регионални средби од трите општини кои зафаќаат и делове од Република Македонија, и поради тоа проектот беше напишан да го заштитиме биодиверзитетот, да направиме посебни патеки, летниковци и да ги уредиме планинските чешми каде ќе се движат планинарите и туристите кои сакаат да го посетат Цареврав и Руен. Колку време проектот го реализирате или ќе се реализира? Проектот е веќе во текст, значи првите 4 месеца помина, поради лошите временски услови што се наоѓа и уште снег на врвот Руен и на Царевров, проектот е продолжен уште 2 месеца и така планираме дека наредниот месец ќе почне првиот летниковец да се гради на Китка и ќе се уреди чешмата Китка, а вториот месец ќе се уредува летниковецот на Ајдучка чешма, исто така и чешмата Ајдучка. Партнери кои ви се проектот од бугарска страна имате партнери? Не, проектот е добиен од програмата за зачувување на природата во Македонија, каде главен финансер ни е Фармахем од Скопје. Така, тој проектот со седиште во Пехчево, од проектот за источно. Локална канцеларија во Пехчево. Ако сме кај биодиверзитетот, кои се забелешките на вас како еколошко друштво, како екологистите? Осоговието е богат со биодиверзитет, меѓутоа актуелни се и гнездата од боров четник кои го напаѓаат Осоговието. Владата најавуваше, Министерството за шумарство и водостопанство најавуваше авионско прскање, екологистите презбореа, медиумите во Кочани збореа, ние правиме предлози овде, екологистите во Штип реагираат и вие како ден. Еден апел, може би думните глави, дали треба конечно да го реша тој проблем, бидејќи Осоговието почнува да беле, а тој штетик знае да уништи шумата. Па ние веќе имаме, значи, пишано дописи до Министерството за животна средина, дека да се изврши прскање, да се направи авионското прскање, да речеме, исто така и локалните што се станици на македонски шуми да преземат некои одговорности за да се заштити од тоа. Од тој, така. Останува грижата на движењето на екологисти на Македонија сепак нели за она што значи црни точки, само мислам дека во режија ќе позборуваме натаму, во режија имаме јавување ми велат, режија ако имаме јавување можете да вклучите. Добар ден, во програма сте на отворена тема. Добар ден. Режија, дали е Себорет? Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Го поздравувам председателот на ден. Добар ден. Јавам од еколошко друштво Виножито. Господја Каладжиска, вие сте, повелете. Ме интересира како председател на ден во неговата еколошка мисија на што ќе даде приоритет во ова време
Знаем дека екологијата е малку пошироко поле за работа, но неговите согледување, што према него е најприоритетно во овој момент што треба да се работи активно на терен. Говорете ви, благодарам за јавувањето, господин Галгиста, да кажам дека вие сте исто прв човек на еколошко друштво Виножито и реализирате активности посебно со младите. Еве прашањето е конкретно од членка на Движење екологисти на Македонија. Кој е приоритетот што вие како председател или вашата визија како председател ја имате во периодот во кој ќе бидете прв човек на Движењето на екологисти на Македонија? Прво благодарам на поздравот. Движењето на екологисти на Македонија значи сакако приоритетни е прво да го подигнеме капацитетот на сите еколошки друштва, пошто тие најдобро делуваат во своите региони и најмногу може да придонесат, а ние како Движење на екологистите на Македонија можеме само да помогнеме и да обезбедиме повеќе финансиски средства од проекти за да се реализираат некоите активности на локално ниво. Тоа значи дека ќе бидат вклучени во проекти друштвата, така? Да, тоа е во план. Така. На што би се работило, да речеме, на црни точки? Вие рековте ќе имаме екокамп, ќе имаме заштита, дали ќе имаме заштита на воздух, на шума, на загадување. Еве доаѓате од град каде рудникот е актуелен, имаше катастрофа. Може да се увиди дали се уште тој рудник представува црна точка во овој дел на Македонија. Рудникот, значи, како рудник никош не може да биде чисто, но со собствениците на рудникот се грижат колку се во можност да... Посетувате таму, гледате дека се инвестира? Да, посетуваме, затоа и рудникот мисля дека добија интегрирана дозвола кој се први во Република Македонија. Имаме контакти со раководството на рудникот САСА, се залага за зачување на животната средина, помагаат во многу активности по рибување, да речеме на Калиманско езеро, ангажираа во спорт на младите и така натамука, додека за другите градове како што е Кајвас во Штип, да речеме актуелна е регионалната депонија у Карбинци, која предизвика многу реакции како кај граѓаните, така и кај екологистите, и мисля дека треба на локално ниво и вашето друштво како и ДЕМ да организира некоја трибина и граѓаните да бидат позапознаени со таа регионална депонија. Секоја групата која работи на изградба на регионална депонија треба да го каже и последниот збор, дали ќе се случува ова во близина кај нас, па за тоа секако нели ќе си ја следиме состојбата, меѓутоа екологистите знаат да го кажат и нивниот збор. Господин Митревски, црна точка беше со години и Движење на екологисти на Македонија зборуваше за она што значи топилница Веле. Сега нема топилницата таму. Меѓутоа Велешани останува да бидат се уште активни. Еве кои се насоките кои Велес ги работи како едно од поактивните еколошки друштва? Значи, што гледавме последните случување, во Веле сакаше се рестартира топилницата, но граѓаните со поддршка на екологистите не дозволија да се рестартира топилницата и така остана, значи не рестартирана, а Велес ќе остане понатаму чист град. Така. Имаат активности во насока на за заштита на воздухот и така натаму. И ова прашање пред да направиме паузата е каква е состојбата со дивата сеча, еве нека биде Каменица и тој дел Малешевијата. Во Штип имаме континуирани случаи, се вклучува и шумската полиција, дрвократци има, се случува кај вас дрвократство. Македонска Каменица можеби не биде вие вести со централно грејење опремени, меѓутоа има ли уништување на шумите? И тоа има многу, значи на целата територија на Македонија се случуваат тие работи, но проблем е тука што треба да действува шумската полиција и која можеби не постигнува на сите места да действува, а најголем дел се несовесните граѓани кои го уништуваат тој дел од шумите и оставаат колосечи, кои после лошо действуваат на целата територија на Македонија. И ерозија има и така. Да, еден основен пример е тука што се јавува и кај нас патот Македонска Каменица Кочани, кој при јаки дождови се зарушува и останува непролазен за 2-3 дена. Така. А вие организирате екопатроли како еколошко друштво Здравец, веројатно комуницирате и со шумска полиција или ги информирате инспекторите, не знам како организира општина Каменица тоа. Па ние имавме еден проект екопатроли во склопот на Движење на екологистите на Македонија и бесплатен телефон за граѓаните да се јавуваат на него и действуваше у почетокот со учениците од средното училиште на територијата на општина Македонска Каменица и мислам дека една година беше доволно што покажа
добар резултати. Тогаш актуелност во Македонска каменица беше полнењето на Калиманското езеро од пластични шишиња, некаде од 8.000 до 10.000 пластични шишиња имаше на Калиманско езеро и еколошкото друштво вршеше акција еднаш во годината каде ги собираше тие шишиња и ги носеше на отпад во Велес. Е решен тој проблем сега? Сега е решен затоа што веќе нема толку голем отпад на шишиња, туку самите граѓани ги собираат и ги продаваат. Значи свеста подигната. Што е најмногу прашуваат еве како претседател на Здравец луѓето во Македонска каменица, на што реагираат? Граѓаните во Македонска каменица највеќе Што ги мачи? реагираат на новото јаловиште кое е тек во изградба и каде се јавуваат проблеми, наречеме со близината на граѓаните кои живеат во близина на јаловиштето, но гледам во разговор со институцијата САСА, со раководството, дека се трудат да постигнат и да го решат тој проблем. Така. САСА воведува многу еколошки стандарди. Јас сум бил таму на лице место и нели дозволата ја добија, да се надеваме дека нема ни хаварија да се случи и секи биде по контрола. А се надеваме дека вие како екологисти и вие како претседател на движењето ќе контролирате состојбата. Па се надеваме дека и свеста кај граѓаните ќе се подигне сами да доаѓаат и да ги искажуваат проблемите во канцеларијата на еколошкото друштво Здравец 2002. Така. А сега е време за реклами, почитувани гледачи, останете така. Отворена тема продолжува со претседателот на движење на екологисти на Македонија Мирен Митревски, а сега се рекламите, режија, одиме со блок реклами. Вие останете така, ве чекам. Енергијата во движење. Табмак. Табмак акумулатори. Квалитет препознаен од цел свет. Изворска во екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожувчанка. Кога знаеш што готвиш, твојата цел е совршен вкус. Затоа, подготви го теренот и започни. Направи твист и приреди им го најдоброто изненадување на своите сетила. Кога знаеш што готвиш, готви слободно. Вегета. Гледаш, ова ти е мојот втор автомобил. А ова ти е роден ден на мојата трета баба. Мојата пета жена. А ова ти е мојот... Знам, века прозорец. Него никогаш нема да го промениш. Промонт инженеринг. Квалитетот има име. За енергија, за здраво тело, за убаво тело, за љубов. Автосервис Бушар, чип тюнинг, подобрување на перформансите на вашиот автомобил, центрирање со тродимензионален скенер за геометрија на возилото, чистење на системот за врзгување на гориво кај сите видови моторни возила, компјутерска диагностика и анализа на издувни гасови, автоелектрика и механика, ласерско центрирање на преден и заден трап, електронско рамнење на дискови, најбрза промена на манжети и течности во системот за кочење, резервни делови и моторни масла за чија промена следуваат посебни попусти. Автосервис Бушар, насело Македонка на 4 километри од Штип. Финансиско друштво Алкоса акционерско друштво Штип. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса овозможува кредити на правни и физички лица. Потрошувачки кредити, кредити со залог злато, хипотекарни кредити и кредити со залог депозит или девизи. Ве очекуваме со одлична понуда.
Вршиме откуп на краткорочни побарувања. Вашите недостасани побарувања со одложено плаќање ќе бидат откупени при што потребната готовина ја добивате веднаш на вашата сметка. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса Штип. Слушај, салатата е супер, ама мора да подмачкаме. Во сега ќе го пробате зејтин. Ајде, здрави. Не бе! Така. Пробај. Стварно е супер. Уж по едно од мене. Батка, значи стварно масло е зејтин. Брилијант и се е како подмачкано. Сдружение на возачи ви нуди технички преглед на моторни возила, бесплатен сервис за ситни поправки, тиснување на број на мотори и број на шасија, издавање на меѓународна возачка дозвола и дозвола за управување со туѓе возило во странство, издавање на зелена карта и осигурување. Сдружение на возачи, телефон 392 387. За топол дом полн со љубов. Изберете мебел од Дрво Декор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Дрво Декор, Караармак. Нема да погрешите. Режија вели, одиме со отворена тема, еве после рекламите повторно сме со вас, почитувани гледачи. Гостин во денешното издание Отворена тема е председателот на Движење на екологисти на Македонија, Миран Митриски. Го продолжуваме разговорот, 612-313, 612-314 се нашите телефонски линии. Господин Митриски, го продолжим разговорот таму каде што се органите, на кој начин функционира Движење на екологисти на Македонија. Вие сте председател, имате ли подпредседатели, надзорен одбор, канцелари за подпредседатели, така натаму. Еве, мене ме тоа интересира. Значи, највисок орган на Движењето на екологисти на Македонија е Собранието и председателството. Значи, Собранието учествува сите еколошки друштва со по еден член и исто така и во председателството со по еден член. На председателството се бира еден председател и двајца подпредседатели. Моментално сум јас председател, а подпредседателот ми е од Кавадарци, од ЕКО, од еколошкото друштво Екоживот и од Пехчево, од еколошкото друштво Кладенец. Значи двајца подпредседатели имате, подпредседатели и исто така е договорено дека од каде подпредседателот да се отвори ротациона канцеларија. Моментално Движењето на екологистите на Македонија има ротациона канцеларија во Кавадарци. Значи така, значи и тој дел е покриен, тоа ме интересираше. Активни ли се таму екологистите во тој район? Да, активни се моментално кај ни се случувањето со Фени, каде е најголем загадувач во Кавадарци и активностите се на повисоко ниво, да речеме, како со учениците од основното и средното училиште, така и со граѓаните. И моментално се преговара дека во Кавадарци ќе биде и регионалната депонија. Така. Верувам дека и вие како прв човек на движењето ќе помогнете да се разрешат, нели, во рамки на движењето многу проблеми. Штипјани се активни, еколошкото друштво има доста подмладок, меѓутоа имаме во Штип убав еколошки парк. Можност исто вие како председател кога посетувате друштвото да го видите паркот, се реализира посебна едукација со младите. А во паркот има над 100 плодоносни дрвца и така натаму, меѓутоа еве размислување и понатаму за другите друштва да инвестираат и во зеленило, и во природа, меѓутоа и во активности кои се случуваат пред се за едукација на младите. Екологистите веројатно ќе бидат радосни доколку го посетите паркот и зошто не да се дизајнира некоја проектна активност. Па тоа се похвални зборови од ваша страна, од вашето друштво, исто така и вие славите скоро 25 години од вашето постоење. И што ве пратиме, гледам дека сте активни, едни од меѓу најактивните во источниот дел на Република Македонија, вашето друштво. И тоа ме радува, во скоро ќе го посетам и вашиот парк, ќе видиме каков е. И мислам дека вашето искуство ќе го пренесеме и на другите еколошки друштва што се
Така, таму е господи Каладжијска со сите членови, меѓутоа и со младите, и верувам дека ќе има некоја соработка. Но она што исто така ми е важно кога зборуваме за движење на екологисти Македонија, да истакнеме една работа која јас сум во тек, дека движењето е првиот иницијатор или подносител на национален еколошки и локален план. Така ли е или ќе ме поправите? Да, значи движењето на екологистите на Македонија са подносител на националниот еколошки акционен план на Македонија. Исто така сега учествуваат и во новиот кој кој беше изработен од 2005 до 2009 година, и движењето на екологистите на Македонија са почетниците за формирање на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, каде сега имаме еден голем дел од членовите на движењето што се вработени во Министерството на животна средина. Јас се надам дека нема да го заборават движењето, остануваат секој тие луѓе ки там таму работат и се еколошки настроени, секој нема да заборават да дадат она енергија која движењето треба понатаму да проработи, нели, пред се со млади луѓе. Па јас сум задоволен, мислам момент. Соработка имате, не? Соработка со нив имаме, ностоп контакти. Сега имаме како инспектори во Источна Македонија и главен претходниот претседател на движење на екологистите на Македонија од Пробишти па Благој. Исто така имаме и во Западна Македонија лица со кои исто може да се соработува и соработката е на одлично ниво. Значи имате добра комуникација со инспекторатот за животна средина, тоа значи дека исто така имате соработка, не? Да. Сега има и агенција за просторно планирање, Министерството има многу сегменти во кои. Дали вие како член знам, меѓутоа еве како председател, краток период сте, меѓутоа размислувате, имате визија за меѓународна соработка на движењето, значи размена на искуство, па макар со соседството тука и Бугарија, Србија, Албанија, дали ќе се случат и такви активности? Значи движењето на екологистите на Македонија веќе соработува со младите екологисти на Европа и секоја година праќаме на кампове, да речеме лани беа пратени 5 членови на движење на екологистите во Сплит на зелена акција, каде учествуваа во нивниот камп. Потоа 4 лица беа пратени во Будимпешта на екологистите на млади на Европа. Имаме и други соработки сега најскоро се одржа во Скопје годишното собрание на зелените на Европа, и каде имавме представници од движењето на екологистите на Македонија. Имаме наш член, секој го рековте, нели, она што значи Асоциација за заштита на земјата. Бучна беше и расправата, и визијата, и грижата на екологистите за спас на Доринско езеро. Имаше резултати. Јас денуви бев во Доринско езеро, водата претекува таму. Контролирате ли ја состојбата со нашите езера, реки, планини? Значи, движењето на екологистите на Македонија први почнаа со иницијативата заштита на Доринско езеро, каде се организираше многу симпозиуми, даваше предлози за заштита на на заштита на Доринското езеро, и мисля дека учествуваа во проектот за заштита на Доријанското езеро. Сега се јави иницијативи од Доријан да се формира еколошко друштво кое најскоро време ќе пристапи како членка на ДЕП. Така. И еве при крајот само рековте чекате средства, чекате проект во кои ќе треба да бидат вклучени сите членки на движење организација. Кој е проектот, што опфаќа, кој ќе биде финансиер, колку финансиер? Па сега моментално, значи, проектите ги работува за црствување на капацитетот на мрежата, каде аплицираме на Балканмет, исто така, сега што е отворен до 26-ти, аплициравме на прекогранична соработка со Република Бугарија, нашите членки што се на движењето на екологистите на Македонија, и сега во месец април и мај се отварат грантове во европските фондове во Македонија, каде движењето на екологистите мислиме да учествуваме и се надеваме дека ќе добиеме некој проект. Јас си посакувам успех и да се изреализира барем половина од она што е визија. Македонија ќе биде срекна, бидејќи движењето останува како чадор, организацијата се грижи за она што е приоритет од еколошкиот сегмент. Еве, ви посакувам успех и со проектот за биодиверзитетот на Осоковските планини. Верувам дека ќе биде до крај, зошто да не да се случи и камп во Каменици, имате прекрасни места, меѓутоа сосема на крај сакам една порака до јавноста од првиот човек на движењето на екологистите на Македонија. Значи, движењето на екологистите на Македонија ги отвара вратите за сите друштва на Република Македонија кои сакаат да бидат членки на НЕМ. Исто така ние соработуваме со сите друштва, Македонско еколошко друштво
Македонија, Екосвес и други, значи дека Движењето на екологисите на Македонија сака повторно да се врати на старите стапки на кои што беше во времето кога беше најактивно во Македонија. Така 25 години ќе се препознаат многу луѓе проврвеа низ портата на движењето, зашто да не и генерации кои останаа понатаму да го продолжат патот. Јас ви посакувам многу успех за периодот на председател. Секако вашата визија да биде јаве, да се сплотат сите организации и да се помогне таму каде што има потреба. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, и вам ви благодарам за довербата. Ова беше денешното издание на Отворена тема. Утре во истиот термин со друга тема дилема со некој од моите колеги, а вие останете бидете дел на Ирис телевизија и доколку ова ви се допадна, препорачајте го на пријателите. Репризните издания од Отворена тема одат по полнок и утре некаде после пладне, а бидете дел и на iris.mk. Отворени сме секоја за вас, содржините на Ирис телевизија знаат да го задржат вашето внимание, затоа ребивајте го каналот секој